Здраво, пријатели! Добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска зборувам за whey протеин, нешто што е многу популарно и се е попопуларно, особено кај популацијата и кај луѓето кои што почнуваат сериозно физички да се активираат и кои што се свесни за предноста на користење на додатоци во исхрана, протеински шејкови и така натаму при процесот на регенерација после вежбање, али и при самиот процес на основно задоволување на телото со протеин. Whey протеинот ви е практично млечен протеин или сурутка, што би го кажале ние народски, и овој протеин може, односно се добива од кравиото млеко при производство, да речеме, и на сирење и на некои млечни производи. И овој протеин постојат многу гласини, како што и за секој друг производ, кој што постојат и шпекулации, и вистини и невистини, па одлучив еве да позборувам и да ги расчистам можеби некои митови и дилеми кои што се најчесто кружат и најчесто допираат до моиве уши. Прва работа што многу луѓе треба да знаат и да го прифатат како вистина е дека може да се јави интолеранција на овој протеин затоа што е млечен. И многу луѓе, доколку имаат проблеми и интолеранција со лактозата или па имаат алергии од млечни производи, тоа значи дека whey протеинот треба да го исклучат од исхраната и да бараат некои други алтернативни, не алтернативни, тоа воопшто не е алтернативно, туку да бараат извори од растителен протеин или можеби други животински протеини, како што се јајца и така натаму, па и додатоци во исхрана имате со и протеини и протеински шејкови кои што имаат растителни протеини, има многу добри замени за овој whey протеин кој што е најпопуларен можеби. Друга работа која што многу луѓе се плашат поврзано со протеини општо е дека би можеле да си нанесат штета на бубрезите. Она што е дефинитивно вистина тука една и нема друга е тоа дека протеините може само да направат можеби одреден проблем и да оштетат бубрези кај луѓе кои што веќе имаат хронични проблеми со своите бубрези, но доколку вие не сте во таа група на луѓе, тоа значи дека дури недостатокот на доволно протеин може многу повеќе штета да направи отколку доволната количина на протеин. Напротив, протеините и текако се важен градежен материјал за нашето тело, меѓу другото се и градежен материјал и за нашите бубрези на крај крајва, така да не се секирете воопшто дека ќе си направите некој проблем. Исто кружат мислење дека можеби овие протеини ќе направат проблеми некакви со црниот дроб, но напротив, црниот дроб дури протеините ги користи за да се само сервисира, односно да успева преку претварање во липопротеини да успева да мастите ги вади од себе, а тоа значи да избегнува замастување на црниот дроб. И многу луѓе кои што имаат замастување на црниот дроб, прво нешто што јас би им препорачал да прават е да го средат протеинскиот внес, да имаат редовно сноброци и со тоа што ќе имаат доволно количина на протеин во текот на денот ќе си помогнат да побрзо се обезмастува црниот дроб. Така да и ова паѓа во вода. Исто така има уште едно мислење кое што кружи дека вишокот на протеини и внесот на многу протеини може да направи да коските да ослободуваат калциум и со тоа да побрзо дојде остеопороза, но повторно тоа е голем мит, нема никаква врска, напротив, протеинот е и текако потребен за коските. Едноставно, не знам дали и колку сте слушнале за колаген, кој што ја дава формата на коските. Колагенот е протеин, иако овде зборуваме сепак за whey протеинот, сепак пак е тој дел од фамилијата на протеини, така да воопшто немој да се секирате. Сега уште една препорака е дека не треба во текот на денот исклучиво само млечни протеини да конзумирате. Ако мене ме прашувате, јас би правел баланс од животински и растителни протеини, 60% растителни, 40% животински, дури и 70 би одел со растителни, али добро, тоа е веќе индивидуално секој од нас како го размислува и каква филозофија може би прифатил од некој друг. Како и да е, 25 до 50 грама на whey протеин во текот на денот е сосема во ред да ги внесувате во своето тело и нормално да надополнувате остатокот на грамажата на протеини од други извори. Така да, дечки, имам јас толку да додадам за оваа тема. Ако имате било какви коментари, слободно користете ги овие видеа и
дополнете ги со коментари и додавајте вредност, можеби кажете ми ако не се слагате некаде, добро би било да создадеме можеби некаква дебата и да донесеме што повеќе вредност во оваа заедница. Тука за денешната епизода јас завршувам. Ви посакувам здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао.